Овој пат прошетавме во срцето на главниот град и го посетивме Параклисот Свети Николај Мираклиски чудотворец во населбата Аеродром, чии темели се поставени во 2011 година, а неговата изградба е завршена во 2013. Во тропарот на Свети Николај Чудотворец се вели дека е правило на верата и образ на кротоста. Оттаму со отец Фидански тргнуваме за учењето за нашата вера, за која и самиот Исус Христос рекол: "Ке ме барате и ке ме најдете." За да ја почитуваме нашата вера, треба да ја пронајдеме и да ја почувствуваме во себе. А како човек да го спознае Бога и како да верува во Него? Има ли дефиниција за верата? Што велат Евангелијата од Новиот Завет за верата? И кои се примерите на кои е таа основана во оваа наша православна христијанска религија? Дали е доволно да веруваме само во себе? Или христијанската религија ни дава точна патека по која треба да одиме, за да го живееме животот подобро? Христос е меѓу нама. Се наоѓаме во Параклисот Свети Николај Мираклиски чудотворец во населбата Аеродром. Овој Божји храм е изграден во 2011 година, кога се поставени неговите темели, а комплетно е завршен после 2 години, односно во 2013 година. Светиот Николај Мираклиски чудотворец во диптихот на светиите можеме да кажеме дека е третиот светител кој што е најмногу почитуван после Господ Исус Христос и Пресвета Богородица. Како што пееме во неговиот тропар, дознаваме дека тој е правило на верата и образ на кротоста. За нас, православните христијани, знаеме дека верата е основниот начин на живот, односно правилото по кое што ние би требало да го регулираме нашиот живот. Но пред да почнеме да живееме според верата, ние најнапред треба да ја дознаеме и да ја почувствуваме верата во себе. Од Светото Писмо и од тоа што не учат светите отци на црквата, дознаваме дека всушност верата е дар од Бога. Затоа што, како што пишува светиот апостол Павле, преку вера сте спасени. Исто така, во Светото Писмо ги наоѓаме изборовите од самиот Бог, кој што вели дека ќе ме барате и ќе ме најдете. Значи, за човекот да можува да верува и да го дознае Бога, тој најнапред треба да биде повикан, односно да му биде дадено од Бога да почне да верува во Него. И во денешно време, ние се повеќе ја дознаваме неопходноста од верата. Дори и од најмали нозе, ние одиме во училиште затоа што веруваме дека таму учителите ќе не научат. Одиме во болници на лекар затоа што веруваме дека лекарот ќе најде исцеление за нашите болки. Сето тоа што ние го знаеме во животот, го гледаме или го имаме видено, тоа е знаење и не може да се нарече вера. Додека најубавата дефиниција за верата ја дава самиот свети апостол Павле во првиот стих од 11 глава од посланието до евреите, каде што ни кажува дека верата е жива представа на она што се надеваме и докажување на она што не се гледа. Постои и друга многу позната мисла меѓу луѓето, а тоа е поверувај во себе. Но сепак, дали е тоа доволно и дали е тоа на вистина вистинска? Дали верата во човекот е доволна за самиот себе или тој му треба да верува во нешто поголемо од себе? Дури и датумот на нашето раѓање ние го прифаќаме како вера, затоа што ниеден човек не може да го знае денот на своето раѓање, а го прифаќа денот кога му е кажано од неговите родители или од неговите блиски. Најубав пример на верата од Евангелието од Новиот Завет е примерот со Пресветата Богородица,
на празникот Благовештение, односно при настанот, кога таа ја добила радосната вест од Архангелот Гаврил, дека ќе зачне од Светиот Дух и дека ќе биде мајка на избраниот Спасител. Кога Светиот Архангел Гаврил и се обратил на Пресветата Дева Марија, радујувај се благодатна, благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на твојата утроба, зашто ќе го родиш Спасителот на нашите души. Пресветата Богородица оваа радосна вест не ја прифатила веднаш со да, но поставила прашање од каде милоста на Севишниот за да бидам изберена за мајка на Спасителот на светот. Тоа и нас како православни христијани не учи да ја испитуваме верата во која што живееме и нашата вера да биде вера од знаење и жива вера, оти верата која што не ја знаеме се претвара во страв и во суеверие. И навистина бројни се примерите и од посланијата, а и од поуките и преку параболите на нашиот Спасител Господ Исус Христос, а и од настаните и чудата на исцеленијата кои што тој ги правел. Си спомнуваме за чудото на исцелувањето на фатеното момче. Кога таткото на болното момче пристапил кон Спасител Господ Исус Христос да го исцели, Господ Исус Христос му поставил прашање дали верува дека тој тоа може да го направи. И таткото на момчето одговорило: да, Господи, верувам, помогни му на моето неверие. Значи, ете, отколку голема важност е верата за нас, православните христијани. Но не е тоа само доволно, затоа што верата како прва од сите добродетели се покрива преку делата на човекот кој што верува. Односно, верата без добри дела, без дела е мртва вера. Како што вели и светиот апостол Јаков во своето послание: покажи ми ја својата вера без дела и покажи ми ги, и јас ќе ти ги покажам моите дела со вера и ќе ја видиш мојата вера. Значи, вистинската вера мора да биде делотворна. Иако верата како добродетел, ние денес се обидовме да ја издвоиме од сите останати други добродетели, сепак треба да знаеме дека една добродетел повлекува и други добродетели. Од химната на љубовта, односно 13-та глава од второто послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните, кога тој зборува за љубовта, таа химна на љубовта ја завршува со зборовите: а сега остануваат овие три работи: верата, надежта и љубовта. И затоа за нас, свештениците, и за сите луѓе кои што го почувствувале дарот на верата во Бога, знаат дека каде што има вера, таму има и надеж, а каде што има вера и надеж, таму е и љубовта. А љубовта е најголема од сите добродетели. Затоа и ние, следејќи го примерот на светителите, кои што ја сведочеле својата вера низ целиот свој живот, како што ете и светиот Николај Мирликиски чудотворец во чиј што храм стоиме, така треба и ние да се трудиме да растеме во верата и да си ја познаваме својата вера како вистински православни христијани. За тоа колку е важно да си ја познаваме верата, ни кажува и една анегдота која што се пренесува од колено на колено меѓу нашиот народ. Имено се работи за млад човек кој што се оженил и кој што секој ден купувал леб за своето семејство. Сопругата кога ќе го земела лебот дома, таа веднаш го подсечувала од двете краишта и така го чувале лебот и го јаделе. Сопругот после некое време, гледајќи ја како таа постапува, ја прашал зошто го прави тоа така. Сопругата не знаела да одговори друго, но му кажала дека нејзината мајка постапувала со лебот исто така, па ете таа наследила од нејзе и така смета дека така треба да прави.
После некое време ја прашале и мајката од сопругата, односно таштата на мажот, но и таа истото го одговорила. Па јас не знам за тоа, ама и мојата мајка така правеше, па така јас правев, а ете така ја научив и ќерка ми. Кога ја прашале најстарата, односно бабата, зошто го сече лебот од двете краишта и така го јадат, бабата одговорила дека мажот мој ми купи мало ковчеже, па не се собираше во него и мораше така да го сечам. Тоа ни кажува дека верата, доколку не ја познаваме доволно, ќе ја замениме со суеверие и ќе правиме работи кои што не припаѓаат на нашата вера и кои што не се совпаѓаат со учењето на нашата вера. И затоа таа вера се заменува со суеверие. А ние, сите кои што влегуваме во храмовите и се молиме и учествуваме во светотаинскиот живот на црквата, должни сме правилно да ја исповедаме својата вера и правилно да веруваме во нашиот Спасител Господ Исус Христос. Кога зборуваме за верата како добродетел во човекот, исто така многу важно е да спомнеме и за најблиската особина до верата, а тоа е довербата во Бога. Значи, едно е човек да верува во Бога и да го знае Бога. Затоа што тоа го прават и ѓаволите. Тие го знаат Бога, тие го гледаат Бога, но сепак не му се покоруваат. А човекот кој што верува во Бога, тој неопходно е да има и доверба во Бога. Најблизок пример и најјасен за тоа ни е примерот со светиот апостол Петар, кога го здогледува својот учител, спасителот наш Господ Исус Христос, како оди слободно по површината на водата. Кога ја здогледува таа гледка, светиот апостол Петар извикува: Господи, дај ми да дојдам при Тебе. И тогаш Господ Исус Христос му дозволува. Но кога тргнува кон него, светиот апостол Петар на почетокот почнува и тој да чекори по површината на водата. Но кога наиште големите бранови, тој се уплашил, го тргнал погледот од Спасителот Господ Исус Христос и почнал да пропаѓа. Тоа ни кажува на нас, значи, кога ние веќе еднаш ќе ја почувствуваме близината на Бога или кога ќе го почувствуваме Бога во своето срце, ние тој дар треба да го чуваме за секогаш во својот живот и да се трудиме никогаш тоа чувство да не излезе од нашите срца. Затоа што и под какви и да било искушенија да се наоѓаме, треба да му се доверуваме во Бога, односно да имаме доверба до Бога, дека тој е наш заштитник и закрилник и дека нема да дозволи да ни се случи ништо лошо. А дека искушенијата кои во моментот ги доживуваме се само како една проверка или како еден испит за нашата вера. Затоа и светите отци, духовниот живот на човекот ќе го споредат со брановите на морето, односно со климата и осеката. Односно, постојат денови во човечкиот живот кога самиот Бог ја спушта, преку својата благодат раката врз човекот и тогаш човекот е најсилен. Тој има желба и да се моли, и да оди во црква, да се исповеда, да се причестува, да прави добродетели и тогаш тој е духовно силен. Но кога Бог малку ќе отстапи од нас, односно кога ќе тргне својата благодат само за да се провериме ние колку сме духовно израснати, тогаш ние веднаш се плашиме и почнуваме да бараме помош и да се чувствуваме слаби и немоќни. Но првото што треба да го направиме, значи во тие моменти кога ќе почувствуваме дека некако заради наше невнимание или непослушност сме се оддалечили од црквата и од Бога, значи да не паѓаме во очајание, но да собереме сили и да се повикаме повторно кон Бога, како што повикал светиот апостол Петар, кога тонел во морето: Господи, спаси ме.
и како што самиот Бог му ја подал раката на светиот апостол Петар и го извадил од длабочината на водата, така и ние ќе бидеме спасени од Бога, од нашите искушенија. Денес се повеќе се чувствува потребата и неопходноста од верата. За верата, христијанството вели дека ни ја подарил Бог. Ако доволно не ја познаваме сопствената вера, на незиното место често го оставаме суеверието. Затоа треба да се трудиме да ја спознаеме својата вера. А верувањето се заснова на темелите на довербата. Да му се довериме на Бог и да го доближиме до себе, така и верата да стане дел од нас. А каде што има вера, таму има и надеж, таму живее и љубовта.